Конечно дојде ред да се среди овој хаос овде, се што се наоѓа овде. Тоа беше оставено вака, од кога се вратив од Скопје, наводно се селам за брзо у нова соба, ќе биде таму средено едно друго, па вака стои веќе повеќе од пола година. Овој дел тука, овој момент овде, ќе биде среден и ќе има cable management убаво направен што ќе биде скриен под бирото доле. А сега мора да извадиме се, да откачиме се, да исклучиме се и да исчистам се од бирото затоа што ова биро го преместуваме во новото студио. Ајде сега да видите како изгледа целиот тој процес во 15 секунди како изгледа да се раскости се овде. Здраво на сите и добро дојдовте во уште едно мое ново видео. Ово видео е најверојатно последното видео од серијалот Studio Build за сега. Во иднина сигурно ќе правиме некои промени, па можеби ќе снимам повторно некој видео, но за сега мислам дека во следниот период не би правил никакви промени затоа што сум задоволен од изгледот на собата и од целиот процес. Како што видовте на почетокот на видеото, наместивме акустични панели, овие позади мене. Тие помагаат за да се намали ехото во собата затоа што е празна собата, немаме уште мебел и помагаат за звучност, односно да не правам галама околу мене, и наместивме LED лампички по ќошевите на целата соба, така да задоволен сум и како испадна и сето тоа. Во ова видео главна цел ќе ми биде да спомнам само колку чинеше целото студио, односно ќе ви оставам тука негде на страната сите делови што ви кажувам. Низ процесот на градење, да кажам, ново студио, јас си запишував сите материјали, колку кошта работна рака, зашто сум дал пари и слично. Нормално имам и нешто испуштено сигурно, но овака да почнеме од почетокот. Првен имав дадено 3500 денари за гипс картон, што го стававме горе на таванот. Видовте дека таванот беше пуштан надоле, така да 3500 кошташе гипс картонот. 4500 кошта лепак и мрежа и стиропор. Стирополот одеше под ламинатот, лепак и мрежа одеа над зидовите на таванот. Но после тоа ни фалеше лепак и мрежа, па така да дадов уште 2500 денари за лепак, мрежа, стиропол и овој пат плюс уврска. Уврската се мачка пред давање на самиот абриб за подобро да залепи. Потоа имаме 12000 денари за уде, CD профили, изолација, штрафови и држачи за самите уде и CD профили. Односно, уде и CD профили се ставаат за да може да се штрафат самите гипс картони горе, изолација се стапа и горниот таван и долниот таван, да кажам, односно гипс картонот. Изолацијата е топлинска и звучна. Потоа 2000 денари дадов за абриб. Одбрав кет сипол абриб, искрено не сум задоволен, требаше да одбрам може и појадар абриб, затоа што оваа шара на абриб мене лично не ми се свиѓа, но кога го купив веќе, тоа е тоа. Потоа 800 денари за
поликолор. Со поликолорот ја белевме самата соба, но мислам дека треба да се купи уште една канта затоа што не сум задоволен како е обелена целата соба, поради тоа што самиот абрипт има мали дупчиња кои не може да се потполнат на прво белење. Ние ја белевме неколку пати собата, но има се уште пропусти негде, мислам дека може да се примети по видео, дека се уште има негде пропусти, така да ќе купам уште една канта од 800 денари за да биде целата соба убаво избелена. Одиме понатаму. Уште на почетокот на овој процес, пред да започнам со било што друго, пред се наместивме струјата, односно тука имаше веќе струја наместена, но јас одлучив за да бидам сигурен и за да бидам безбеден да наместам комплетно нова струја. На комплетно нова струја мислам почнување од самите осигурачи кои ми се наоѓаат мене овде во собата, за да ми бидат на дофат и ако има некој проблем, нели да можам одма да видам каде е проблемот, да ако падне некој осигурач да окренам одма. Понатаму таблата за осигурачи, самите кабли што се пуштани од самата табла до разводни кутии, од разводни кутии до штекови, до прекидачи и слично. Потоа имаме 1800 денари за надворешните, визуелно за штекот и за прекидачите, 1200 денари за трите ламби што ги ставивме, 10.000 денари за ламинатот, ако не се лажам 10 или 11 беше, не бев сигурен, па ставив 10, тој ми беше купен уште порано, буквално првиот пат кога сакав да оправам студиото, и имаме 1500 денари за лајсните што одат по кешевите на ламинатот, односно ги прикријат сите тие мали дупчиња, нели луфти кај што остануваат. 12.000 денари за PVC врата која стои на тоалетот и 13.000 денари за PVC прозорот кој стои тука. Видовте тоа како го монтираме. PVC вратата не видовте како ја монтирам затоа што дојде човек ја монтираше. 3000 денари за акустични панели и LED ламбички, тие што ги местевме на почеток на ова видео. 1500 денари ново лабаво во тоалетот. Ставив отприлика 6000 денари за сите оние делчиња што ги имам испуштено, а сигурно е и повеќе од 6000 денари, ама ставив некоја реална цена е 6000 денари за сите материјали, сите работи што ги имаме меѓувреме купуено или што можеби ги има татко ми купуено, па не сум стасал ја да ги пишам, така да ставив некоја реална цена. Одиме понатаму, работ на рака, доколку вие планирате да правите нешто слично на ова и нема знаење или нема татко кој јас што имам, да може да му помогне, ќе мора да платите и таа работ на рака. Јас од ова платив само за монтажа за струја и монтажа на едната врата. Монтажата на струјата ме кошташе 7000 денари и од врзување кабли до штекови до се буквално, тоа ме кошташе 7000 денари. Монтажата на вратата ме кошташе 2000 денари и сигурно ќе кошта 2000 денари монтажа на прозорот кој ние го монтиравме. И исто така ставив 15000 денари за работ на рака за ѕидовите, односно лепак мрежа абрип, некој да дојде да ти направи, да оспушти тава на сето тоа ние што го правевме, што го снимав, да дојде некој мајстор да го направи, мислам дека би земал отприлика околу 15000 денари, ако не и повеќе. Ако грешам, со оно исправете ме доле во коментари. И како збир на сите овие трошкови и давачки, на крај дојдовме до некоја сума од 123.300 денари. Тоа е негде отприлика околу 2000 евра. Треба да земеме во обзир дека ова студио не е се уште готово, односно планирам да ставам петосет, некој мало масиче, овде треба да иде телевизор, треба да иде клима, треба да идат овде некој плакар и уште некои други работи, така да тоа ќе кошта дополнителни пари, но тие пресметки ќе ги направиме кога ќе ги даеме нели тие пари, сега не се дадени. И уште една работа да го земеме во обзир и целиот сетап што стои позади мене, што ми е купен уште пред да почнам да оправам ова студио, односно накратко вака некои цени што ми идат мене во главата ќе ги кажам. Самото кугиште за компјутерот кошташе 1000 евра. Морам да се свртам да видам што имам. Имам заборавено. Главниот монитор е 150 евра, помошниот монитор е 100 евра, ама реална цена сега му е, не знам, 4000 денари. Тасатурата е 50 евра, гуфчето е 50 евра, микрофонот е 60, подлогата е 10 или 15, не можам да се сетам, слушалките се 15, звучниците се ми се поклон, а мислам дека се околу 20-25 евра. Бирото е 130-140 евра. Ќе направам пресметка се во денари и ќе пишам тука отприлика на страна негде колку кошта целиот сетап, така да кога ќе додадеме и целиот сетап на сумата на ова студио, тоа испаѓа некоја оваа сума овде и ова на дедит те можам стави. А реално не знам дали е многу или не е многу. Пишете ми ваше мислење доле во коментари. Дали може би имам дајано премногу пари или па дури сум заштедил пари може ако е ефтино. Да, тоа е тоа. Да, заборавив и некои ситници како сликата, како столчето, другото столче, помошното биро, некои такви ситници ги заборавив, декорации, така да нема да одиме толку во детали. Отприлика видовте која е цената за да се направи нешто вака. Се надам дека ви се допадна. Се надам дека од тука ќе има многу успешни проекти, многу успешни лајвови пред се, затоа што главната идеја и причина за правење на ова студио беше за лайв стримови на YouTube и TikTok. Се надам дека ќе уживате во лајвовите што ќе бидат во следниве периоди и мислам дека тоа е тоа за ова видео. Се надам дека уживавте. Оставете лајк и субскрајб, фала ви за 1000 субскрајбери и тоа е тоа од мене. Се гледаме во некој следно видео. Чао!